Вестите на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Последни вести за денеска, во оnih пресек на денот. Добро вечер. Сериозни проблеми во сообраќајот предизвика пролетниот снег, што попладнево ја зафати Македонија. На стража и патниот правец кон Маврово е воведена забрана за товарни возила, откако снежните врнежи предизвикаа хаос во сообраќајот на патните правци. Видеоснимките од попладнево покажуваат дека врнежите од снег предизвикуваат сериозни проблеми. Надлежните апелираат до возачите да бидат внимателни, да ја следат состојбата на патиштата и да ги почитуваат сите препораки и мерки за со цел безбедно патување. Снег врне речиси на сите места, особено на повисоките, забрана за тешки товарни возила има на Плетвар и на патниот правец Битола Ресен Охрид. СДСМ денеска го закружи изборот на Венко Филипче за лидер на партијата во следните 4 години. Гласањето заврши во 20 часот, официјалните резултати се очекуваат за кратко. СДСМ денеска го избира Венко Филипче како единствен кандидат за лидер на партијата. На редовните директни внатрепартиски избори близу 24.000 членови гласаат на 78 избирачки места низ државата. Првично закажаните избори на 16 март беа одложени поради трагедијата во Кочани. Исходот од изборите е сосема извесен, па Филипче вели дека како изминатите 9 месеци и следните 4 години ќе се фокусира на консолидирање на партијата. Истина не беше лесно изминатиот период, меѓутоа мислам дека консолидацијата која што започна, ево тек и секако ќе продолжи, понатаму ќе смени перцепцијата за партијата во следниот период. Имаме работа со власт која што навистина мислиме дека има лош перформанс. Ве подадовме и рака. Во една криза после настанот кој што се случи трагичен во Кочани, сметам дека е прво човечки, а понатаму и малку поинаков политички потек од тоа што било до сега, да работиме на работите кои што треба да покажеме заедништво, затоа што ниту една партија, ниту коалиција не може сама, тоа е пред се европската агенда, каде што до сега има една навистина голема стагнација. Од СДСМ пак информираат дека гласањето од утрово тече без никакви проблеми, а избирачките кутии ќе бидат затворени во 20 часот. До 14 часот над 10.000 членови на Социјалдемократскиот сојуз го остварија правото на глас. За редовните внатрепартиски избори гласањето досега тече во најдолар ред, согласно правилникот што е усвоен на Централниот одбор. Избирачките места 78 се отворени на време, се вајле во 8 часот, гласањето ќе трае вечерва до 20 часот. Членството на СДСМ верува дека Филипче е вистинскиот избор, кој може да ја консолидира партијата. СДСМ секогаш била државотворна партија, така и ќе остане. СДСМ за брзо време ќе се крене, бидејќи СДСМ во најтешкото секогаш била најака. Сметате ли дека Филипче е вистинскиот кандидат? Значи, Филипче не е сам. Значи, СДСМ има големо членство кое е континуирано, значи со години, 30 години, и членството секогаш стои зад председателот, така да СДСМ е еден тим. Па Филипче, како што го знам до сега и од сега, добар човек е. Ја мислам дека повише ќе допринесе од било кого до сега. Он е вреден, сналажлив и затоа го гласам. Филипче за лидер беше избран во јуни минатата година на вонредните избори кои СДСМ ги организираше по оставката на Ковачевски, поради историски најлошиот резултат на парламентарните и претседателските избори. За разлика од денеска, кога единствено име на гласачкото ливче, на претходните избори Филипче имаше тројца против кандидати – Деспотовски, Петровски и Бајдевски, кои во предизборниот период обвинуваа за нерегуларности и нефер изборна трка, поради кој Петровска 2 дена пред изборите се повлече. Но и покрај ова, Филипче тогаш победи со освоени над 50% од запишаните членови за гласање. По денешните избори, Филипче има мандат од 4 години. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Премиерот Христијан Мицкоски смета дека владината коалиција стабилно функционира и покрај се почестите информации дека Таравари се врти кон Дуи.
Владината коалиција е стабилна, тврди премиерот Мицковски по информациите во јавноста дека се распаѓа партнерската коалиција вреди. Премиерот не сакаше да ги коментира информациите дека Арбен Таравари ќе напушта коалицијата вреди и не одговори дали доколку се случи тоа вреди побарале од него да го тргне министерот за здравство. Мицковски уверува дека владата функционира обединето и единствено со 78 пратеници кои ја поддржуваат во парламентот. Во јавноста има многу информации. Јас би се воздржал од било какви коментари, само би кажал дека владата функционира обединето, единствено. Ова влада има, би рекол, неофицијално чиста двотретинска поддршка во рамките на Македонското собрание, реално 78 пратеника ја поддржуваат, така што за разлика од минатото, која секој ден, ја разбирам зашто е чувствителна јавноста, кога секој ден на стаклени нозе висеше мнозинството, овој пат тоа е стабилно и треба да оставиме владата да работи како што е до сега. Со него на настанот беа и двајца од коалицијата Вреди, Изет Меджити и Билел Касами, но не ги дополнија со коментар вака изнесените тврдења на премиерот. Арбен Таравари по одржување на партиското собрание рече дека се уште се дел од коалицијата Вреди и ќе се обидат да најдат заедничко решение, но не ја исклучува можноста да одат и самостојно на локалните избори. Наредните денови ќе имаме интензивни средби. Приоритет е соработката со Влен, но не исклучуваме ниту други резервни опции. Во однос на последните обвинувања од лидерот на ДУИ дека албанците биле деградирани и се наоѓале во положба како пред 2001-та, премиерот одговори дека ваквите ставови немаат тежина за коментирање. ДУИ наметнува етнички тензии и се водат истраги против нивни функционери, вели Мицковски. Јас ги разбирам, во отсуство на идеи, во отсуство на креација, а исплашени бидејќи гледаат дека конечно одговараат пред законите, тие ќе продолжат да наметнуваат вакви теми. Тоа е нивен начин на политика кој што тие одвале да го водат и јас мислам дека е по мене погрешен. Јас би ги повикал да се вратат на оние платформи, на она зелена агенда која што ја промовираа пред неколку години кога џогираа на падините на Скопско водно. Можеби при таков еден џогинг им се разбистри умот и ќе дадат некоја квалитетна идеја. Ахмети вчера категорично негираше каков било договор со Арбен Таравари и порача дека ДУИ не се резервна гума за сценарија на други коалиции. Ахмети упати отворена покана до коалицијата Вреди да ги напушти државните институции, објаснувајќи дека неговата партија не може да се користи како замена секогаш кога некој одлучува да се повлече. Мирена Давидовска, Сител телевизија. Владата наскоро очекува добри вести од САД околу царинските политики на Трамп. Премиерот оптимист по царините кои американскиот претседател Трамп ги воведе за речиси сите држави во светот, вклучително и Македонија. Откако Белата куќа одлучи македонските производи да ги царини со 33%, Мицкоски вели дека владата е во постојана комуникација, а веќе денеска очекувал добра вест за македонската економија. Иако премиерот не беше доволно прецизен во одговорот, претходно од владата велеа дека ќе настојуваат со САД да се склучи договор за слободна трговија. Со нашиот стратешки партнер Соединените американски држави сме во постојана комуникација и со Министерството за економија, кој што го предводи Хауар Лутник, кој што е мој личен пријател, и со Министерството за финансии, и со Стейт департментот, и со кабинетот на претседателот Трамп, и министерот Муцунски со државниот секретар имаше кратка средба во Брисел. Една од темите беше и оваа. На дневна основа работат тимови и телефонски се слушаме и разговараме. Очекувам многу скоро денеска убава вест за македонските граѓани и македонската економија. Царините кои Трамп ги воведе за македонските производи се речиси на нивото на тарифата за Кина, чии што производи ќе бидат царинети со 34%. На удар на американските царини ќе се најдат индустријски, но и земјоделски и прехранбени производи кои од Македонија најмногу се извезуваат во САД. Според податоците од Државниот завод за статистика, трговската размена лани била 314 милиони долари. Извозот од Македонија во САД бил 118,2 милиони долари, а тука биле увезени американски производи во висина од 195,9 милиони долари. Експертите досега јавно говореа дека македонската економија нема да претрпи голем удар од американските царини, но влијанието ќе дојде откако нашите главни трговски партнери како Германија ќе почнат да ги чувствуваат последиците од мерките на администрацијата на Трамп.
Додека светот се соочува со оваа радикална мерка на американската администрација, во Вашингтон протести против политиките на Трамп, организирани од коалиција на повеќе од 150 групи, меѓу кои организации за заштита на човековите права, синдикати и асоциација на ветерани, и илјадници демонстранти побараат Трамп да замине од овалната соба. I'm afraid, I'm worried for my kids and grandkids. These costs are going to affect them for a long, long time. I think the reset is going to be devastating to the people in this country because all it's going to do is reset it so that manufacturers in this country can raise their prices on. Стравувањата на странските економски експерти се дека Трамповите царини би можеле да предизвикаат глобална рецесија. Уште веднаш по нивното воведување има влијание врз берзите ширум светот. Даниел Василев, Сител телевизија. 64% од граѓаните сметаат дека владеачкото мнозинство не треба да прифати внесување на бугарите во уставот, дури и по цена на повторно одложување на почетокот на преговорите со Европската Унија, покажува најновото истражување што за детектор го спроведе Институтот за политички истражувања Скопје. Поделено според етничката припадност на испитаниците, дури 82% од испитаниците македонци велат дека не треба да бидат внесени бугарите во уставот, додека кај испитаниците албанци 56% даваат подршка за уставни измени. 45% од испитаниците веруваат дека владата ќе го надмине спорот со Бугарија и ќе ги почне преговорите со Европската Унија, што е за 3% повеќе од истиот одговор лани. Сепак, 30% испитаници сметаат дека спорот нема никогаш да биде решен, а само 7% сметаат дека до решение ќе дојде до крајот на оваа година. Доколку Македонија добие дополнителни гаранции, 41% анкетирани сметаат дека треба да се пристапи кон промена на уставот, додека 43% испитаници повторно велат не. Висок процент, дури 50,5%, сметаат дека новата американска администрација може да помогне за да се дојде до прифатливо решение меѓу Скопје и Софија. Истражувањето е направено од 1 до 4 март оваа година на репрезентативен примерок од 1050 испитаници. Многу е тешко за било која влада да направи некој чекор кој што ќе биде во спротивност со мислењето од 82% од незините гласачи, доминантно, иако е тука направена разлика по етничка припадност, гласовите на најголемата владеачка партија најмногу доаѓаат од македонската заедница и јас не би многу оптимист дека таков чекор би се направил согласно овие сегашни услови. Тука доаѓаат неколку можности, оние гаранции што ние ги споменуваме од страна на европските институции, од страна на останатите држави членки, може да имаат некакво влијание, но според мене најдобрата гаранција би била создавање на подобра атмосфера со самата Бугарија и бугарското општество и евентуални чекори кои што би можеле да бидат направени од страна на бугарските институции. Сега ние, за да бидеме коректни, мислам дека ако ги анализираме позициите на бугарското собрание со оние документи, декларации кои што беа донесени таму, она што последна е усвоена таму, ми се чини дека тогаш беше при крајот мандатот на владата на премиерот Петков, декларацијата која што беше усвоена со поддршка на гласовите осврнењето на партијата ГЕРБ на поранешниот премиер Борисов, во суштина е поумерена од она што беше претходно донесена од страна на истото тоа собрание во однос на некои прашања поврзани со историјата или пак со некои идентитетски прашања во однос на нашиот идентитет. Така што можно е внатре во бугарското општество и на бугарската политичка сцена да се направи некаков чекор кој што ќе ги зајакне оние умерени ставови кај нив и ќе придонесе за релаксирање на позицијата кај нас, односно намалување на ова екстремно висока бројка која што смета дека овие сегашни услови се неприфатливи. Колку што сватив и колку што ми е јасно, одложеното дејство не е опција. Мислам дека беше и Марта Кос која тоа го кажа меѓу редови и други, потоа и Вархеј, мислам дека во една прилика го спомена дека нема да дојде до такво нешто, односно дека не се расположени за такво, но тоа не е последната можност која е исцрпена да видиме што друго ни стои на маса како потенцијал, за да направиме, како што реков, некаков патоказ и некаков поизвесен модалитет преку кој би се движела нашата евроинтеграција, која не би удирала стално од нови ѕидови, затоа што мислам дека компромисот на капацитетот за компромис на нашата држава е веќе исцрпен,
што го покажуваат и овие прилично драматични бројки. Инаку само за волја на вистината да кажеме, заради ајде да имаме ситуацијата и во Бугарија, предвид ова се отприлика истите бројки како и во Бугарија на граѓани кои велат дека Македонија не смее да стане да ги почне преговорите без да ги стави нели бугарите во устав и да ги исполни оние барања кои на почетокот, и тоа треба да го кажеме, беа прилично мегаломански, па успеа да се сведат во оние кои се во преговарачката рамка. Значи од историската комисија, завршивме со историската комисија, со говор на омраза, со отварање на нели архивите во периодот од 45 до 91 и така натаму, со не знам делот за уставот и така натаму. Првите, пошто бев во тој период прилично детално брифиран, ако граѓаните дознаат какви беа првичните барања или ако се сетат, пошто се пишуваше за тоа, веројатно вие податоци ќе одат уште порадикално во негатива. И пред крај само информацијата дека според резултатите Венко Филипче добил 18.001 глас на изборот за претседател на партијата. Весте завршија, ви благодарам на доверувате, имајте пријатна вечер. Програми од прва